Статистички гледано, најчести предизвикувачи на пожар во домовите се електричните инсталации, греалките, оджаците и плинските боци. Ке зборуваме за важни совети кои ќе го заштитат вашиот дом од пожар. Затоа останете со нас. Се враќаме за брзо. Чест предизвикувач на пожар се несоодветните или нестручно составени продолжни кабли. На истите често се поврзуваат големи потрошувачи како греалки и машини за домаќинство. Како резултат на тоа, овие продолжни кабли се загреваат и може да се запалат и да предизвикаат сериозен пожар. Секогаш, греалките поврзувајте ги директно во електричниот штекер на зидот. Доколку е тоа невозможно, тогаш користите исклучиво квалитетни продолжни кабли и гледате истиот да соодветствува со потрошувачот кој се поврзува. Например, греалка од 2 киловати може да се поврзе на продолжен кабел на кој има наведено 2000 вати или повеќе. И проверувајте од време на време дали можеби кабелот премногу се загрел и дали мирисе на изгорена пластика. А кога сме кај миризбата, ако почувствувате дури најмала миризба на изгорена пластика во било кој дел од вашиот дом и без разлика каде се наоѓа, во купатило, во кујна или во дневна, не ја игнорирајте таа миризба. Веднаш повикајте искусен електричар да го решите проблемот. Плинот е ефтин и ефикасен енергенс, но може да биде и причинител на пожар доколку не се управува соодветно. На што да обрнете внимание? Проверувајте го цревото за доток и стегите, дали се можеби оштетени или напукнати, и доколку се сомневате, променете ги веднаш. Секој пат тестирајте дали има дури и најмал мирис на плин, иако системот е затворен. На боцата треба да има еднонасочен вентил кој би спречил поврат на запалена материја назад во боцата. Како дополнителна мерка, добро е во просторијата каде што се користи плинот да имате и сензор за детекција на газ. Тие сензори може да се купат преку интернет и не се многу скапи. Електричните греалки како извор на топлина може да предизвикаат пожар и треба секогаш да внимаваме да не доближуваме предмети кои лесно би се запалиле од високата топлина. Пожарите предизвикани од запалени оджаци се најчести во згради, каде не се чистат навреме одводните канали за чадот кој излегува при затоплување на домовите. Но пожари поради неисчистени оджаци има и кај индивидуалните стамбени објекти, каде собствениците не го почитуваат правилото за нивно редовно чистење. Во неисчистени ќунци, исто така при појак оган, се палат саѓите, па пламенот ги запаќа и на слагите во оджакот при што доаѓа до пожар. Постои златно правило за сите оние кои се греат на дрва во домаќинствата, дека оджаците треба да ги чистат 3 пати годишно, и тоа на почетокот, средината и на крајот на грејната сезона, а секако најмалку барем еднаш годишно. И за крај, не го заборавајте бројот 193 во случај на пожар.